Најпрвен би почнала со информациите кои што се однесуваат на оние подрачја каде што имаме каде што имаме прогласено кризна состојба, односно подрачјата на Македонски Брод и Чашка. Во општина Македонски Брод пожарите во атарите на селата Близанско, Калугерец, Могилец, Растеж и Волче се локализирани и ставени под контрола. Во атарот на село Заград има мало жариште на место викано Секулово гумно, кое вчера беше локализирано со хеликоптер, но поради силен ветар пожарот се разгори и прошири и затоа упатени се нови сили од шумско стопанство Сандански од Македонски Брод. Нов пожар има во атарот на село Грешница, се интервенира од страна на јавното претпријатие Македонски шуми. Во Чашка пожарот кај место викано Јасеновска глава се уште е активен и со истиот зафатена е нискостеблеста шума и сува трева. Во моментов интервенираат лица од шумско стопанство од Велес, а во функција е и хеликоптер на армијата на Република Македонија со цел истиот да не се префрли во висока уредена шума. Што се однесува до пожарите во другите подрачја низ земјава, во Скопскиот регион пожарот кај село Градманци, општина Петровец, се уште е активен и таму теренот е непристапен, со што е неопходна интервенција од воздух, гори нискостеблеста шума, зеленика и дабова шума. На лице место се упатени и екипи што ќе дејствуваат од земја со цел пожарот да се контролира. Исто така во Скопскиот регион пожарот кај село Никиштани во општина Ѓорче Петров е активен, но е ставен под контрола и гори нискостеблеста деградирана шума и сува трева. Во општина Дебар пожарот на село Бањиште на подножието на планината Крчин е ставен под контрола, исто е ставен под контрола и пожарот во општина Кавадарци на подрачјето на село Галиште. Во Прилепскиот регион пожарот во село Никодин се уште е активен и се наоѓа во уредена шума. Пожарот кај место викано Слива, кај манастирот Писокал, Свети Илија, кој што се појави вчера и беше предизвикан од удар на гром, зафатена е поголема површина на неуредена шума. Во моментов таму се интервенира од страна на територијалната противпожарна единица од Прилеп и од шумското стопанство Црн Бор. Во Тетовскиот регион пожарот на село Копанце, кој што вчера беше локализиран, повторно е активен на мала површина над село Копанце. Гори сува трева и ситна деградирана шума и нема опасност од објекти и квалитетна шума. Интервенираат од страна на шумско стопанство Лешница. Ова се накратко информациите на активни пожари низ земјава. Мора да се потенцира дека во овој момент мора да се има предвид дека пожарите генерално се на сува трева и нискостеблеста шума, за разлика од претходниот период каде што гореше квалитетна шума и гореше квалитетна шума, висока квалитетна шума. Главниот штаб за управување со кризи е во постојано заседание во просториите на Центарот за управување со кризи, во кое што учествуваат представници на надлежни институции кои што се дел од системот за управување со кризи, со цел по ефикасна координација на активностите во гаснењето на пожарите. Уште еден апел до граѓаните да внимаваат при работа и движење на отворено, забраната за целосно движење низ шумите се уште е на сила и казната за непочитување на овие мерки изнесува од 1500 до 2000 евра, а за разлика од казните за намерно потпалување на шуми кои што се доста повисоки и се уредени со кривичниот закон. Тоа би било накратко информациите кои што се однесуваат на моменталната состојба, доколку имате одредени прашања, повелете. На колку локации бројката, која е бројката на колку локации имаме активни пожари? Бројка не би излегувала со бројка затоа што ги водиме како активни, локализирани и ставени под контрола. Не можеме стрикно да кажеме дека има точно толку и толку активни, затоа што од момент во момент се менува состојбата. Оние што ги кажав како активни, сега можеме да ги изброиме во однос на... Значи, да не се повторувам, активен во Македонски Брод има во село Заград, во село Грешница, пожарот се уште во Чашка е активен, останатите се ставени под контрола или пак се наоѓаат на места каде што гори нискостеблеста шума и нема опасност од висококвалитетна шума и објекти. Активни се уште
Овие локации се активни пожари на овие локации. Да, се уште се активни. Но останатите кои што ви ги презентирав беа локализирани или ставени под контрола. Кризна состојба беше прогласено во неделата кој датум бевме. Да, уште 30 важи на двете. Не, на двете подрачја низ Македонија, во Македонија на двете подрачја Македонски Брод и Чашка беше прогласена кризна состојба како најкризни подрачја во моментов, меѓутоа се уште трае кризната состојба. Да, се уште. Кризната состојба е прогласена за период од 30 денови. Да. Така да би требало да трае до 8 септември. Важи. Помоштот од Израел се вклучи во гаснење на пожарите. Вчера директорот на дирекцијата најави дека има 2 хеликоптери од Израел. Командата и координатите каде делуваат не се хеликоптери, туку се ертрактори, исто авиони специализирани за гасење на пожари, исто како што ги има и дирекцијата за заштита и спасување. Од денеска тие сте во оперативна употреба. Како што истакнав, командата и координатите на делување на точната локација ги дава дирекцијата за заштита и спасување, а од аспект на известување ние имаме податок дека денеска беа вклучени во гасење во пожарите во близина на Катланово, односно Градманци, мислам дека се. Градманци, село Градманци. И тој пожар, кракот кон село Градманци е веќе изгаснат, а сега останува другиот крак во правец кон селото Чифлик. На него се действува сега како од воздух, така и од земја, од страна на противпожарната бригада на град Скопје и од единиците на дирекцијата за заштита и спасување. На селото за Градманци беше тешко пристапен пат, така? Да. Кога се зборува за тешко пристапен пат, станува збор за тешко пристапни патишта со поголемите камиони какви што ги имаат територијалните противпожарни единици. Но со џиповите кои што носат помала количина вода, како што ги има Македонски шуми и Дирекција за заштита и спасување, сепак тие се природни, тоа се шумски патишта, тешко природни, но сепак се приоѓа со тие возила. Доколку нема други прашања, би ви заблагодарила на присуството во текот на денот. Доколку има нови информации, ќе бидете известени преку соопштение.